Македонскиот филм Ослободувањето на Скопје во режија на Раде Шербеџија ќе го отвори овогодинешното 37-мо издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки на 10 септември во Битола. Филмот се снимаше на повеќе локации, односно во Битола, Скопје и Велес, и истиот е македонско-хрватско-финска копродукција и е поддржан од Европскиот филмски фонд за копродукции Евроимаж. Тоа е важно што и оваа година имаме македонски филм за отварање, а тоа ќе биде филмот Ослободувањето на Скопје на режисерскиот тандем татко и син Раде и Данило Шербеџија. За мене и за екипата ова е исклучително важен проект, бидејќи се работи повторно за една тема која што обработува период од Втората светска војна. Беше исклучително тешко за снимање, бидејќи голем дел од работите не постојат во Македонија, па моравме да ги импровизираме, да ги носиме од странство, но се надевам дека на крајот резултатот ќе ви се допадне. Кога ќе се направи една ретроспектива во изминативе години од отварањето на фестивалот Браќа Манаки, дека сме сведоци за можноста отварањето на овој голем, значаен, реномиран меѓународен фестивал да биде со македонски игран филм. Тоа навистина многу значи и многу говори. На денешната пресконференција беше соопштен и вториот добитник на наградата за животно дело Златна камера 300 за 2016 година на овогодинешното издание на фестивалот Браќа Манаки, а тоа е австралискиот и светски кинематограф Џон Сил. Џон Сил, творецот на Mad Max Fury Road, ќе биде во Битола годинава. Значи, вториот лауреат на Златната камера 300 за животно дело, двајца великани, Џорџ Милер како режисер, и без Џон Сил тоа не можело да се случи, да се создаде вакво ремек дело. Почувствуваја светлината, почувствуваја Битола е слоганот на 37-мото издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, кој годинава се одржува од 10 до 17 септември во Битола.